Владата на СДС безмилосно ја задолжува државата, од кои причини веројатно само тие знаат, бидејќи долговите кои ги отплаќаат се многу помали од сумите со кои се задолжуваат. Со предложениот ребаланс планираат дополнително зголемување на задолжувањето од цели 150 милиони евра до крајот на годинава. СДС е сега на власт и има одговорноста да се грижи за државата и економијата, а не преку празни и бледи пресконференции да ја манипулира јавноста и да наоѓа секакви оправдувања за да избегне од реализацијата на ветувањата дадени пред граѓаните. Тевдовски со вакви пресконференции ниту ќе ги покрие штетите од недомакинскиот ребаланс, ниту ќе ги убеди стопанствениците дека државата е задолжена и дека само што не ни се случило грчко сценарио. Прво министерот Тевдовски со својот познат конфузен стил зборуваше за презадолженост на државата кон стопанството, а најдобар деманс за оваа манипулација дојде од самите стопанственици кои вчера го кажаа токму спротивното. Второ, кога Тевдовски зборува за задолженост, веројатно мисли на 70 милиони евра или речиси 4,5 милиарди денари кои тој преку аукции на државни хартии од вредност ги направи во последните 40 дена. Трето, дека се работи за набрзина подготвена пресконференција исполнета со паушални и неточни бројки, говори и фактот што министерот не знаеше да каже кога и како овие наводни долгови биле направени. ВМРО-ДПМН и јавноста со право се загрижени за конфузноста и неодговорноста која изминатите денови доаѓа од едно сериозно министерство како Министерството за финансии. Ваквите загрижувачки пропусти почнаа со новите долгови, преку кратењата на средствата со буџетот за суштински проекти во интерес на граѓаните, па се до исплатата на штетите и субвенциите на земјоделието.